Почитувани, лозарите се излажани и изманипулирани од СДСМ и Зоран Заев лично. Грозјето скапува на нивите. Откупната цена во моментов е најниска од како се памти и истата изнесува мизерни 6 до 7 денари. Меѓутоа, и по овие поценувачки цени, милиони килограми грозје стои необрано, бидејќи владата подолг период не му пристапи на овој проблем посериозно. Потребни се итни мерки за да се превенира социјална катастрофа. Во таа насока, денеска до собранието, пратеничката група од коалицијата Обнова за Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, ќе поднесе барање за надзорна расправа. Истата ќе се реализира со цел да се постигне консензус помеѓу сите засегнати чинители и да се достигне достоинствена цена за килограм грозје. На надзорната расправа ќе бидат повикани представници на Сдруженија на лозари од државата, представници на винариите и стручни лица од Факултетот за земјоделски науки и храна. Проценките на експертите се дека овогодинешната реколта веројатно нема да бидат откупени 60 милиони килограми винско грозје, што представува потфрлање од безмалку 40%. Од надлежните институции, освен лажните и несериозни ветувања и оптимистички најави, нема ниту еден релевантен податок. Класично потврлање на целиот државен земјоделски систем, кој во било која подобро организирана аграрна земја не смее да се случи. Напоменуваме дека причините за хаосот во откупот на овогодинешната реколта се пред се во државните институции. Потребни се брзи чекори на делување. Грозјето не смее да остане на нивите. Кога во цел свет недостасува храна, срамота е во Македонија да се фрла на буниште, затоа што власта не може да помогне и да обезбеди пласма. Пратеничката група на ВМРО ДПМН смета за своја должност да делува со сите начини кои се расположливи, кога владата, која ги има сите механизми и полуги на власт, ги остава лозарите да патат. Решение мора да се најде. Дополнително, во идниот период ќе отпочнеме процес на стручна расправа и од потребите за донесување на закон за лозарство, со кој детално ќе биде регулирана областа, ќе се гарантира заштитна откупна цена под која не може да се оди и ќе се регулира начинот на производство на насока на заштитните средства и препарати кои може да се употребуваат, а со цел добивање на поквалитетен краен производ. Ви благодарам на вниманието.